Biex ġvili meċe pondolti neċċiteti nixkupit. Sonte flase me kretar neċċiteti nixkupit, Орце Ѓорѓиевски интенсивно към на студио. Добро дојдовте во Алсат. Добро вечер, благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Ке почнеме со тоа што е актуелно. И денеска имавте изјава, и од ова студио претходно сте имале ставови, но за да разјасниме, илегалниот премин, што е моментално, може да констатираме дека е илегално во Бит пазар. Пред неподолго од една недела имаме друга сообраќајна таму. Дали ќе се најде решение, и тоа решение дали ќе биде во правец на тоа дека треба да се затвара, или ќе треба да најдеме решение на начин што ќе биде законски, ќе се стави сигнализација, ќе биде легален премин. Како и да е, решение ќе мора да најдеме и решението ќе биде за многу брзо време од денес, земајќи во предвид дека јас во наредниве неколку дена сакам да остварам и средба со граѓаните таму, во присуство со градоначалникот на Чаир, но и со дел од советничката група во градот Скопје. Затоа што сакам одблиску да ги чујам и граѓаните. Знаете, понекогаш одлуките што ние сакаме да ги донесеме се исправни, некогаш се неисправни. Ја земам секогаш во предвид и ми е многу важна позицијата на граѓаните. На крајот на денот сите мои действувања и цели се во насока за интересот на граѓаните. Јас тој премин ниту сум го користел, ниту можеби ќе го искористам наредниот период од 10 од 15 години, бидејќи ретко пазарам на тој пазар. Моите родители почесто пазарат таму, но важно е од тоа што ќе го реализираме таму да се запази безбедноста, да биде тоа согласно закон и на крајот на денот да биде едно решение кое што ќе биде за задоволување на потребите на граѓаните. Јас имав можност да видам неколку видео инсерти од сведоштва на граѓани, повозрастни господи кои што беа и македонки, и албанки, и ромки имаше и останати, кои што има аргументација нивна како им е тешко со кеси да се качат на пешачкиот премин кој што морате да го искачите по скали и исто така да го симнете. Особено повозрастните им представува тоа потешкотија и тоа малку ме замисли, искрен да бидам. Не ме загрижуваат индивидуални интереси на поединци и тука не сум јас да штитам индивидуалци, туку јас сум да се грижам за колективот, нели јас сум татко на сите во градот и затоа ќе оставам прво да имам средба со граѓаните, ќе ги чујам нив, нивното мислење ќе го земам во предвид, секако се консултирам и со експерти за оваа тема, но се консултирам и со секторот сообраќај во градот Скопје, каде што работат врвни професионалци и ќе биде изготвено конечно решение и ќе бидете запознаени како медиуми за набрзо од денес. Каде тежат повеќе аргументите? Погоре од тој легален премин има легален премин. Не зборуваме за мостот, зборуваме за легален премин 100 до 150 метри погоре. Ако таму има премин, тука има пак премин. Секако експертите, како што веливте, ќе ја кажат последниот збор на тоа. Но што ќе правиме за шоферите и за сообраќај што треба да тече како што треба таму? Кај тежат аргументите повеќе од нас? Видете, дискутабилна е оваа тема. Да, апсолутно држи и овој аргумент. Јас сум го говорил тоа во минатото. Таму не е простор од неколку километри да немаат пристап граѓаните и се останато. Повеќе се работи за една навика која што системот и начинот на кој што не функционирал години наназад има возможил да ова се случува. И знаете, во државата наша секогаш се наидува на проблем кога ќе пробате да најдете решение за нешто што не функционира долги години. И знаете дека тоа е вообичаена пракса. Имаше реакции, не знам, кога донесовме одлуки, почнавме да ги отстрануваме и се уште ги отстрануваме. Во акции сме влезени, оние тобака кои што ниту имаа договори со некого, ниту имаа одобрение, ги реиздава тобаката, не целиот град го надградува ликот на градот и така натаму. И знаете, почнаа да се групираат, па се организираат, па сакаат да протестираат и така натаму. Ние мораме да ги менуваме тие работи. Ако сакаме да одиме напред, ако ние сакаме да не ги менуваме работите од минатото, тогаш треба да оставиме се да
да не се менува и да остане во состојба во која што била. Но јас не сум дојден во политиката и не сум влезен во политиката за да правам вирчиња, и често пати тоа го говорам, туку сум дојден да направам бранови. И знам дека понекогаш од некоја реакција, односно акција од страна на градот Скопје, ќе се наруши комодитетот на поединци, некој нема добро да го прими сето тоа, ќе има и отпор, но законот е многу јасен, многу дециден и јас морам да внимавам на безбедноста на граѓаните. Мене тоа ми е приоритет. Има состојби исто така како мостот Влајко кој што се наоѓа во општина Карпош, каде што и покрај тоа што има пешачки премин надземен, сепак има пешачки премини доле. И тоа го користат граѓаните како аргумент и овде. И бараат кога веќе имаме пример таму да имаме и овде. Што значи дека за многу брзо од време од денес, за денови, ќе ви известам како медиуми, знаете дека ако некој е транспарентен, тоа е градот Скопје изминатиот период и давам се од себе да нема неодговорено прашање, секогаш да сме достапни за јавноста, дури и некогаш и сме повеќе од потребно достапни за јавноста, но сметам дека така треба да функционираме, да бидеме транспарентни, ќе бидете информирани за деталите и за секој следен чекор на градот Скопје. Што е суштината овде? Суштината е дека треба да го решиме проблемот. Таму имаме проблеми, имаме постојано сообраќајки. Сега пред неколку дена имаше сообраќајка, фала му на Бога, не беше со фатални последици, но сопруг и сопруга беа повредени таму. Јас тоа цело време го говорам. Не можеме ние да ги игнорираме проблемите кои што со години остел некои да се таложат во нашето обкружување. Главно ветување во кампања ви беше јавниот превоз. Кога Скопје ќе има функционален јавен превоз? Последната постапка, мислам дека ќе имате време и ќе зборите сам вие да објасните што се случи со последниот тендер, но граѓаните сакат да знаат кога ќе имат редовни линии, современи автобуси и современ јавен превоз. Има неколку компоненти кои што сакам тука да ги споменам. Прво, ако се сеќавате на состојбите пред година дена од денес или пред нешто повеќе од 6 месеци пред да станам градоначалник јас во градот Скопје, често имавме слики на протести, на собери, на штрајкови на приватните превозници. Па имаше одредени пресконференции на кои што доаѓаше и до физички пресметки помеѓу раководство на ЈСП градот Скопје и приватните превозници и така натаму. Приватните превозници, поради тоа што се трудам и давам се од себе да ги надмируваме, да ги подмируваме обврските према нив, редовно се обраќаат на линиите и многу помагаат во процесот изминатиот период. Дополнително, 40 автобуси од кога станав градоначалник се дополнително наши од ЈСП ставени во функција за многу кратко време. Јас тоа го говорев во јавноста дека за мене беше фрапантна информацијата која што ја добив, дека за најголем дел од автобусите стануваше збор за поправки кои што чинат од 50 до 200 евра. Замислете, тоа било само невнимание на некого и некој не сакал да функционира системот за тоа да го овозможи. Што значи дека ние имаме возна флота, но не доволна за граѓаните и не во состојба како што треба да биде за граѓаните. Што направивме изминатиот период? Владата знаете дека, односно Министерството за транспорт и врски, 2 пати поред пропаѓа тендерската постапка. Јас немам детали околу причините и се останато, би ве замолил за тоа да се обратите до министерот. Јас моите кажувања во однос на оваа тема сум ги базирал секогаш врз основа на информациите кои што министерот ги проследувал до мене. Знам дека министерот Николовски и председателот на владата господин Мицкоски даваат се од себе час поскоро да заврши голготата и да помогнат на градот Скопје. Често пати го споменувам моментот, не дека јас сум од редовите на ВМРО ДПМН, но треба во државата да има власт од ВМРО ДПМН за да имаме ние нови автобуси. Ако се сеќавате, последните овие кои што се обезбедени, кои што се уште се обраќаат, ги обезбеди исто така влада на ВМРО ДПМН, па поминаа години, па дојде ред повторно влада на ВМРО ДПМН. Така да јас длабоко верувам, искрено и се надевам дека овој пат ќе биде успешна тендерската постапка и те распишане тендерот во теке и верувам на позитивен исход. Ако биде како што треба оваа тендерска постапка, тогаш има рок на испорака и тоа може да ве информира Министерството за
транспорт и врски, но до крајов на оваа година би стигнале значителна бројка од испораката на автобусите, така знам дека е во условите кои што ги бараше Министерството и дополнително приоритет ќе бидат 100 автобуси за градот Скопје, подоцна оние 50 кои што се за внатрешноста на државата. Кога сме кај автобусите и транспортот, сакам да споменам дека во брза насока се движи реализацијата на проектот пруга од Зелениково до транспортен центар Скопје. И тоа е проект кој што го ветувавме заеднички со министерот и со владата пред изборите, пред локалната кампања. Се работи со полна пареа таму. Од она што сум информиран од страна на министерот е дека до септември месец ќе биде пуштен во функција и возот каде што ќе треба ние да ги адаптираме или линиите на ЈСП да можат да акумулираат патници од точка А до точка Б каде што ќе треба да ги користат и возовите како алтернатива, и до крајот на годината ќе биде распишана целосно постапката за БРТ линијата, првата фаза која што ќе се обраќа од Ѓорче Петров до последна петка во аеродром. Во недостиг на јавниот превоз, граѓаните користат електрични тротинети, кој е актуелен исто така предизвик во сообраќајот и безбедносно прашање веќе. Дали град Скопје, заедно со МВР, размислува како да постапи со овој феномен? Претходна администрација имаше набавено електрични тротинети кои се користеа преку телефони, но безбедноста кај тие што се движат со тротинети е во прашање, не знаат на пешачка зона или на улица да се движат. Дали ќе се воспостави ред, дисциплина врз база на закон за ова? Нема регулација во тој дел, за жал. Искрено и мене ми пречи, како шофер, бидејќи јас самиот возам, знаете, свое возило возам и често пати се случува да, особено на раскрсниците, ви прелета. И трагично е што многу млади луѓе, дури и малолетни деца ги користат тротинетите. Мора да се направи, разговаравме со министерот Тошковски, драго ми е што сме на иста линија, регулација законска во овој дел. Јас препорачувам велосипедските патеки да бидат место каде што ќе може исто така да се обраќаат и тротинетите, но да сето тоа биде опфатено. Па во голем дел на Скопје фали и велосипедската патека. Апсолутно, но затоа работиме на таа тема. Еве сега, можеби малку ќе избегам од ова прашање, но булеварот Борис Трајковски после 30 години го работиме према Драчево. Драчево ќе го поврземе целосно со централното градско подрачје со велосипедска патека. Тоа е огромна траса. Тука ја опфаќаме и Кисела вода делот, Усија делот и сите останати населби. Тоа се повеќе од 10 километри. До 12, мислам дека се. Подоцна Ѓорче Петров исто така планираме да го поврземе со велосипедска патека до, односно Сарај излезот Ѓорче Петров со централното градско подрачје. Во Ѓорче веќе започнавме реконструкција на тротоарите и зеленило вградување на истите, така да велосипедската инфраструктура ние ќе развиваме во градот. Според мене не е доволно да ги понудиме ние алтернативите кои што значат добар транспорт, туку треба да даеме алтернатива и на овој начин граѓаните, како во сите европски развиени метрополи, да имаат можност да користат и велосипеди, да користат и тротинети, но мораме сето тоа да го регулираме законски. Треба да има ред. Знаете дека до пред извесен период, односно минатата година, ако земеме во предвид и направиме паралела, знаете колку несреќи имаше со моторчиња од по 50 кубици. Еве сега е регулирана таа работа. Многу повнимателно се обраќаат, многу се побезбедни оние кои што ги возат, Safe City функционира и така натаму. Истово треба да се направи со тоа. И за безбедноста на оние кои што ги користат, но и за безбедноста на останатите учесници. Со оние кои што се пешаци се загрозени од поради невниманието на поединци, и да се разбереме, не се тука сите исти во постапувањето. Имаме секогаш проблем со одредена група. Јас секогаш говорам дека поради малцинство страдаме цело мнозинство. Девијантно појава може да има
еден локал во Скопје, ама тоа влијае во целата група на локали. Девијантна појава има кај 10% на корисници на тротинети, ама ние ги земаме сите во предвид. Девијантна појава имало кај, не знам, корисници на автомобили 10%, ама сите автомобили се земаат во предвид. Но сепак мораме да имаме ние регулатива законска во која што ги ограничуваме овие работи. Сакам да ја прашам и за булеварот што се поправи, Хасан Приштина. Таму ние немаме право да констатираме, но граѓаните констатира дека многу баво се движат работите таму. Таму во тоа делница веќе не се движи. На Момин поток, мислите? Према Косовски пат. Добро. Кога ќе биде завршен и кога ќе биде пуштен? И за да разјасниме, пошто предходно имаше изјави дека може да се повлечат пари па да се стаи, да не се завршува се. Дали ќе имаме булевар и кога ќе заврши? Тоа ви е наследено од минатата администрација, како што се наследено, така состојба беше најдена. Јас сум многу прецизен и ќе кажам вака. Јас булевар Хасан Приштина го немам ветено во мојата изборна програма. Тоа го ветувал некој пред мене. Јас ветив дека во експресен рок ќе ги решам сите имотно-правни односи на Момин поток, затоа што јас не делувам парцијално и не создавам хаос, туку сега го решавам хаосот кој што го оставиле по десетина години во минатото мои претходници. А знаете и самите. Ние имаме булеварот Борис Трековски, јас од 8 годишна возраст, денес имам 38 години, слушам дека се гради булевар Борис Трековски. Илјадници коли искршија граѓаните, сообраќајни незгоди имало и се останато, дојде редот сега да го решаваме потекот до крај. Затоа кога ќе ја фатиме една работа, треба да ја завршиме до крај. И се што правиме? Сега во фокус ние решавањето на Момин поток. Момин поток е сериозен проект за градот, кој што треба да кулминира во оваа фаза, според мене, но и мојот тим кој што работиме на ова, со кружен тек на семафорите према Словенечка. И тука ние ќе го решиме тесното грло, но и безбедносно ќе ја поправиме состојбата. Таму има и велосипедски патеки, поврзување, пешачки зони, нови мостови, 5 мостови градиме таму. 5 мостови градиме од кога сум дојден. Решени се целосно имотно-правните односи и движат работите многу брзо. Веќе од левата страна, кога движите према граница, знаете дека веќе при крај асфалтирањето, за да ги пренасочиме сообраќајот од таа страна, да се движат корисниците, а другава страна да го срушиме мостот на Серава и тој да го зголемиме во обем, да изградиме нов таму, но и да го прошириме целиот коловоз, за да личи онака како што треба тој проект. И да го завршиме до нова година, целта ми е нова година. Откако ќе го завршиме овој потек, тогаш ќе видиме финансиски како ќе можеме да продолжиме до реализација до крај, односно поврзување со делот кој што владата сега ќе започне да го прави, тоа е Скопје-Блаце. Таму мислам дека владата го има завршено целиот потек. Нам ни остануваат уште километари 900 метри. Јас ќе треба таму да се видам и со стопанствениците. Еве сите проекти кои што ги наследив, имавме пеколно тешка состојба во однос на имотно-правните односи. Но ја решив. Сега влеговме во финална фаза сме за Македонско-Косовска бригада и таму започнуваме процес на експроприација. Но не влегуваме ние да се раскопаме пред да ги решиме имотно-правните односи. Тоа е мојот стил на делување и на работа. Затоа што јас сакам да има известност во на што го работиме. Мене ми е едноставно, распиши ја тендерската постапка, започни го проектот, раскопај се и после нека поминуваат 15 години граѓаните Голгота. Не функционирам јас така. Затоа таму има индустријска зона, има објекти, треба точно мерење да се направи, колку од обемот на објектите зафаќа тоа, со секој да се разговара поединечно. Во минатото планирале, но не испланирале средства за експроприација, ниту пак разговарале поединечно со било кој од стопанствениците. Така да јас ќе дадам се од себе, иако не ми бил во програмата, во најмала рака да го реконструираме тој патен правец, затоа што тоа не е влезот, еден од влезовите на градот Скопје. Еден од главните. И сакам да изгледа убаво и сакам граѓаните да се задоволни кога веќе ќе го решиме Момин поток, кој ќе создадеме услови за влез према Словенечка, поврзување со Чаир, со Шуто-Оризари, со Бутел, сакаме према граница да имаме нормален излез како држава
Ние имаме многу туристи, Скопје град престолнина 2028 година, очекуваме голема бројка да доаѓаат од туристите. Најмногу туристи ќе доаѓаат од нашето соседство, да бидеме искрени. Така што, јас ќе дадам се од себе, повторно ќе кажам, иако не би бил тој ветен проект, да го имплементираме, дали најпрво со реконструкција, дали ќе одиме со проширување, тоа ќе зависи од тоа колку средства ќе имаме како град Скопје, каква ќе биде целата проекција на трасата и стопанствениците кои што ќе треба секако да дадат согласност. За да заокружиме, во време на ваш мандат, дали граѓаните на Скопје ќе бидат сведоци на завршување на мост Асно и Љубљанска и булеварите секако? Љубљанска до нова година сечеме лента. Кога имате време, ве повикувам со вашите екипи да отидете да видите што градиме таму. Тоа е пресериозно и треба да го видат и граѓаните. Може би многу малку посветувам внимание и го објавувам тоа во јавноста, но ќе треба и медиумите да ве повикам да видите на лице место. До нова година Љубљанска мостот го пуштаме во употреба, така не е во план. Мовин поток да ја завршиме клучката и да ја пуштиме во употреба и булеварот Борис Трајковски према Драчево. Асном го правиме функционален, јас ветив дека ќе биде до крајот на мојот мандат функционален, за брзо од денес започнуваме со рачистување на трасата, кај што ќе овозможиме влез и излез од двете страни, а ќе продолжиме со решавање на останатите имотно-правни односи до изглед за понатаму. Ви благодарам за ваше време. Ми беше чест.